спортски поздрав, почитувани гледачи на Спортска мрежа. Ова ново издание од Спортска анализа во кое што правиме темелна анализа пред се на погодоците од претходното 26-то коло, секако со нашиот соработник, фудбалскиот тренер Александар Максимов, кој што одново преку графички приказ направи анализа на погодоците како истите беа постигнати во претходното, како што спомна, 26-то коло на втората македонска фудбалска лига. Ни основното уште 4 кола до комплетирање на сезоната и практично во долниот дел од табелата се е решено. Веќе Вардарски борец одат кон испаѓање во трета лига Исток, односно трета лига Југ. Осогово е тој кој што ќе игра бараш, па останува неизвестност и натаму околу првите две позиции кои директно водат кон првата македонска фудбалска лига, како и кон третото место кое што води кон можниот влез во прва лига преку бараш. Пред се ќе погледнеме и табелата и да видиме како практично стои ситуацијата на табелата. Екипата на Македон Ѓорче Петров и натаму е на врвот, иако во претходното коло ремизираше во дербито на колото во Штип со Брегалница и на своето конто има 57 бодови. Башкими останува второт, како во претходното коло загуби во Кочиното Согово со 1-0 и сега тимот од Куманово има 56 бодови, а пак Арсими, кој што на овој терен овде во Радовиш одигра 0-0 против Детонит Плачковица, е трет со 55 бодови. Брегалница е на четвртото место со 52 бодови, практично пред Штипење најтешкиот пат за да директно влезат во првата македонска фудбалска лига. Овие 4 екипи на 4 кола до крајот ќе водат таа неизвестна трака. На петото место е Беласица со 39 бодови, откако во претходното коло одигра 1-1 во Гевгелија против Кожов. Струмичани направија секако неколку засилувања, направија промени во тој ростер со млади играчи, дополнети со неколку поискусни играчи и целта на тимот кој што го води Александар Стојанов е секако да се обезбеди тоа пето место, што ќе биде успех за тимот од Струмица, со оглед на фактот дека веќе првите 4 екипи имаат бегаат многу на самата табела. Охрид во претходното коло триумфираше против екипата на Скопје, играјќи 1-2 во автокоманда и на тој начин охриѓани со триумфот над Скопје од 1-2 се на 6-то место со 39 бодови. Детонит Плачковица е 7 со 37 бодови, еве го Скопје на 8-то место со 34 бодови. На делба на 9-то место се Кожов и Саса со по 33 бодови. Овие две екипи се во длабоки резултатски кризи. Саса веќе речиси 2 месеци нема триумф, во силична ситуација е и екипата на Кожов. Сега победа која што на 11-то место со 30 бодови, Вардар Неготино кој што на 12-то место исто така со 30 бодови, па и Новаци кој што е на 13-то место со 29 бодови, им се отвора таа можност да финишираат некаде па дури до 8-то место на табелата. Спомнав Осогове во бара зоната со 22 бодови, додека пак веќе испаднати се Борец со 13 и Вардарски 11 бодови. Вардарски уште во претходното коло ги загуби и математички шанси за директен опстанок, остануваат веќе во следното коло да се потврдат и математички да испадни екипата на Вардарскиот Богданци, а истото ќе се случува и со Борец. Ова беше табелата која што ја имаме моментално и каква што изгледа. Можете да видите од самиот приказ на вашите екрани. Арсими Брегалница ќе биде дербито на 27-то коло во Гостивар, Башкими против Скопје, Беласица против Детонит Плачковица во Струмица во дербито на Истокот и во дербито за петото место на табелата. Саса ќе бара излез од резултатската криза против Вардар Неготино, кој што е разигран. Македон Ѓорче Петров како апсолутен фаворит против веќе отпишаниот Борец. Новаци го пречекува објективно најслабиот тим во лигата Вардарски. Охрид против Кожов, каде што Кожов ќе бара излез од резултатската криза на билеен извори, додека пак екипата на Победа на домашен терен ќе игра со Осогово. Овие се двојките за следното 27 коло. Одиме сега да видиме што Александар Максимов има подготвено, како Александар Максимов ги согледа оние погодоци, како тој стручно ќе ги прокоментира погодоците и секако можноста истата да се погледнат преку графички приказ и да видиме што практично има тој да каже. Одиме со графичкиот приказ и анализата на Александар Максимов за погодоците од претходното 26-то коло на втората македонска фудбалска лига. Во самото отварање на нападот на екипата на Борец, гледаме една неизнудена, би рекол наивна грешка од централниот дефанзивец на Борец, многу простор помеѓу дефанзивната линија на екипата од Велес, лоша реакција по изгубена топка во централниот дел, како и бавна
или би рекол никаква реакција во опасната зона, односно во сопствениот 16-сетник, што и може да се види на самата графика. Брегалница Калпачки веднаш тука го бараше Хаджикимов во оваа ситуација. Сега Димитриевски бие и погоди сега стативата. Каква шанса сега Димитриевски имаше. Брегалница беше многу близко да го отвори резултатот во Штип. Се затресе целиот гол откако Димитриевски биеше. Стојков. Еве сега грешка која што ја прават фудбалерите на Брегалница. Бие само покрај голот Размовски. Ова можеше скапо да ја чини Брегалница. Голема среќа имаат сега Штипјани и топката само покрај голот на Серафимов. 0-0. При првиот погодок, во моментите кога топката е кај играчот на Беласица, би требало да имаме подобро движење во просторот и нудење решенија од страна на гостинските играчи без топка. Можеме да видиме дека тие наместо да го искористат, го кратат просторот и со тоа самите решенија на својот соиграч, а оставаат премногу простор во тој десен надворешен канал. Потоа гледаме многу лошо позиционирање и напад од десниот бек на Беласица, во продолжение на акцијата во ситуација кога гостинската екипа во својот 16-сетник има бројчена надмоќ поради лоша комуникација, превземање на играч и покривање на просторот, како излегувањето во блок, домашниот играч успева да упати удар на кој што гостинскиот голман би требало да реагира доста подобро, бидејќи самиот удар нема доволна силина за директен погодок. На погодокот за 1-1 му претходи лоша поставеност на дефанзивната линија на Кожув во моментите на тоа првото давање во небранетиот простор од страна на екипата на Беласица. Исто така имаме пасивна реакција од целокупната домашна одбрана и лошо поставување во одбраната. Домашниот десен бек би можел доста подобро да го покрие просторот или да биде директен во тој напад кон гостинскиот играч во моментите кога тој има обид за шут, односно асистенција. Кај првиот гол можеме да видиме лошо дефанзивно движење кај екипата на ФК Скопје. Доста лошо дефанзивно движење од страна на играчот со број 29, како и лошо дефанзивно позиционирање во својот 16-сетник. Мислам дека во таа ситуација и самиот голман би можел да биде подобро позициониран, односно да има подобра реакција при самиот удар.
Кај голот за 1-1 можеме да видиме огромен простор помеѓу линиите на Охрид, лоша скок игра, односно играчот воопшто и не скокна, што можеме да го видиме на графиката. Дефанзивната транзиција треба да биде на повисоко ниво, покривањето на просторот како и тракингот на самите играчи исто така. Мора да се напомене и добриот удар на домашниот играч и постигнатиот гол. Кај третиот погодок сметам дека голманот на Скопје би требало да има доста подобра реакција. Одлично изведен прекин од страна на екипата на Осогово. Можеме да видиме дека тоа е воиграна комбинација на која што екипата на Башкими наседна, не беа тактички на висина на задачата, односно со едно повратно додавање можеме да видиме дека 4 играчи на Башкими испаднаа од игра, немаа време за реакција и по таа нафрлена топка сметам дека голманот на Башкими мораше да реагира доста подобро. Топката за момент Зоглев ја забележа кога таа веќе не беше во неговите раце и ја спроведе во празната мрежа, непречено од никого. Доста лоша поставена дефанзивна линија на екипата на Вардарски, оставен простор во тој централен дел, уште во самиот почеток на акцијата. Дефанзивната линија на Вардарски на моменти изгледаше доста дезориентирано и во самото продолжение на акцијата, каде што има доста како индивидуални, така и колективни грешки во движењата, што на крај резултираше со примен погодок. Откако ги видовме погодоците и анализата која што ја направи Максимов, ја погледнавме, нели, претходно сумиравме самата табела и секако двојките за следното 27 коло. Ќе направиме кратка најава на останатите 3 кола, или еве, бидејќи претходно направивме најава на 27-то коло. Во рамки на 28-то коло Борец ќе игра против Арсими, Брегалница против Беласица, Детонит Плачковица Охрид, Скопје победа, Кожув Башкими, Осогово против Новоци, Вардар Неготино Македонија Ѓорче Петров, Вардарски против Саса. Во рамки на 29-то коло дербито ќе се игра одново во гостивар, каде Арсими ќе го пречига тимот на Македонија Ѓорче Петров, може би овој надпревар ќе решава, зависно од тоа како на претходните два надпревари од 27-то и 28-то коло ќе одиграат овие две екипи. Башкими ќе има тежок надпревар на домашен терен токму против Детонит Плачковица, Беласица против Борец, Саса против Осогово, Новаци Скопје, Охрид Брегалница, победа Кожув и Вардарски Вардар Неготино. Во рамки на 30-то коло екипата на Борец ќе игра против Охрид, Брегалница Башкими ќе биде дербито на колото. Понатаму Детонит Плачковица овде во Радовиш на овој терен ќе ја пречека екипата на победа, Скопје против Саса, Кожув против Новоци, Македонија Ѓорче Петров против Беласица, Осогово против Вардарски, дерби од дното на табелата, веќе Вардарски биде отпишан, Осогово ќе игра само за потврда
на тоа место кое што води кон баражот и секако последниот натпревар ќе биде Вардар Неготино Арсими. На Арсими во овој случај можеби ќе му треба победа во завис од каков ќе биде расплетот на претходните три кола, односно 27-то, 28-то, 29-то коло, токму на тимот од Чегране кој што го води Вилтон Силио, можеби тие три бодови ќе му бидат од капитална важност за да обезбеди директен влез и ќе се чека расплетот, бидејќи кажав во рамки на ова коло Брегалница Башкими ќе биде дербито на колото. Реално најтежок распоред има секоја екипа од овие 4. Значи не можеме да издвоиме со оглед на фактот дека веќе претходно Брегалница започна да го игра тој тежок распоред со оглед на фактот дека играше против Македонија Ѓорче Петров 0-0, сега би следува против Арсими, а до крајот ќе имаат на домашен терен можеби со Беласица секој ќе бидат фаворити, меѓутоа против и тоа фаворитско улога кое што им можеби не така многу ќе биде изразена, потоа им следува тешко гостување на Белијан Извори против Охрид и во последното коло против Башкими. Македонија Ѓорче Петров објективно ќе има лесен натпревар против Борец во следното 27-то коло, 28-то коло морам да потенцирам се игра во вторник во водорен термин, каде што практично лавовите ќе играат против Вардар Неготино во Неготино, каде што објективно одново ќе бидат тие фаворити на овој натпревар, меѓутоа на тој терен е тешко да се освои бодови, тоа го доживеа, тоа го всушност на своја кожа осети и тимот на Брегалница од Штип кога загуби со минимални 1-0 со голот на Ѓорги Шишков, тогаш Вардар Неготино триумфираше. Понатаму екипата на Македонија Ѓорче Петров во 29-то коло очекува дерби против Арсими, а во последното коло ќе игра против Беласица. Од друга страна Башкими веќе во ова коло ќе игра против Скопје, каде што нема право на грешка после поразот во претходното коло. Понатаму Башкими ќе игра против Кожи во Гевгели во рамки на 28-то коло, односно во вторник. Потоа во Куманово ќе пристигне екипата каде што практично Башкими ќе игра против Детони Плачковици во последното коло против Брегалница во Штип. Од аспект на распоредот на Арсими, како што кажа веќе во сабота, Арсими Брегалница дерби на 27-то коло, потоа Арсими гостува во Велеска и веќе отпишаниот Борец, па Арсими ќе игра против екипата на Македонија Ѓорче Петров во рамки на 29-то коло, дербито на колото, и во последното 30-то коло Арсими ќе игра против Вардар Неготино. Ова е распоред на 4 екипи кои што до крај ќе водат таа борба за тоа кои две екипи да обезбедат директен влез во првата македонска фудбалска лига, а која ќе биде третата екипа која што ќе игра бараж за можен влез во првата македонска фудбалска лига. Морам да напоменам овде дека поради акумулирани 5 жолти картони, Давид Ристовски нема да биде на располагање на тренерот Крста Крстев, односно нема да може да настапи за своето солово на практично надпреворот кој што ќе се игра против Победа. Иван Галевски и Илаш Лафи поради 5 жолти картони го пропуштаат дербито против Арсими, односно нема да бидат на располагање на Ристе Нумов и нема да го облече дресот на Брегалница во ова 27 коло. Марко Софијановски го пропушта надпреворот против екипата на Борец, затоа што има 5 жолти картони, и Мартин Тимовски нема да настапи за Саса во рамки на 27-то коло, односно денот преворот против Вардар Неготино поради акумулирани 5 жолти картони. Од аспект на листата на стрелци, Албин Рамадани и од Арсими Симеон Христов го делат првото место со по 18 поголци. Мораме да спомнеме дека фудбалерот на Македонија Ѓорче Петров поради повреда пропушти некој надпревар и всушност тука успеа Рамадани да го стигне на оваа листа. Хусейн Демири од Бешкими и Андреј Симовски од Сас имаат по 12 поголци, додека пак Сашо Дуков од Скожов има 10 поголци. Почитувани гледачи на спортска мрежа, на емисијата Спортска анализа, ова беше се што подготвивме. Видовте како изгледа табелата, каков ќе биде расплетот на последните 4 поголци, односно 4 кола, ги најавивме сите 4 кола до крајот. Видовме што ги очекува пред се водечките 4 екипи, видовме кои екипи, односно кои играчи нема да настапат поради 5 жолти картони во следното 27 коло, и видовме како изгледа листата на најдобри стрелци во втората македонска фудбалска лига. Секоја донација ни е добродојдена. Вие сте тие кои што го поддржувате развојот на спортска мрежа преку вашите донации, и секако не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите на новите случувања од македонскиот спорт. Спортски поздрав до следното издание на Спортска анализа на Спортска мрежа.